Добро вечер, Крушевчани, Крушевчанки, добро вечер, победничко Крушево! Голема е честа да се зборува од ова место. Од ова место, од овој град, од каде тргнале многу битки. Битки за Македонија, со вредности за какви ние денеска се бориме. Почитувани представници на партиското раководство, почитувани другарки и другари, почитувани представници на форумот на жени, почитувани представници на други општински организации, дојдени вечера, почитуван пратеник од Крушево, Митко Трајчулевски, почитуван актуелен и иден градоначалник Томче Христовски, ти ја честитам кандидатурата, која што е и повеќе од заслужена, поради тоа што со конкретни дела покажа како човек треба да се грижи за своите сограѓани, за својот град, да ги решава проблемите, да излегува во пресред на барањата на граѓаните, секогаш да е достапен, да го врати Крушево на мапата на туризмот во земјата и да го постави на мапата на светскиот спортски туризам. Искрено верувам, сигурен сум, дека не само членовите на нашата партија, не само симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сите граѓани на Крушево ќе ја дадат довербата и на изборите во октомври. Почитувани присутни, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е политичка партија која произлегува од здружената идеја на основците и борците на народно-ослободителната борба за еднаква, слободна, просперитетна и социјална држава. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е единствениот наследник на принципите на АСНОМ во Македонија и тоа го докажуваме низ годините. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партијата која започна со проектот Едно општество за сите. Во вистинскиот дух на АСНОМ, но и во духот на Македонија, во која секој ќе има можност за напредок, за добар и за достоинствен живот. Тоа крушевчани многу добро знаат колку е важно. Социјалдемократскиот сојуз е партија која учи од сопствените грешки. Научивме и нема да повториме. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија мора да се поклони и на оние кои најдобро ја паметат АСНОМска Македонија. На нашите ветерани, на нашите најстари и најверни членови. Без вас, СДСМ ќе биде загубена во просторот, без идеологија и без правец. Од тука, од Крушево, почнувале сите победи на македонскиот народ. Затоа и ние сме денес тука, на ова место, каде што повторно ја започнуваме борбата за слободна Македонија. Македонија без авторитарен режим, Македонија без партиски вработувања, Македонија без селективна правда, Македонија во која секој ќе има својата иднина, Македонија од која нема да се иселуваат младите, Македонија без корупција, Македонија за сите. Почитувани другарки и другари, морам да се осврнам на овогодинешниот извештај на Европската Унија за напредокот на Македонија. Ова е апсолутно најлошиот извештај за државата откако добиваме извештаи за напредок од Европската Унија. Апсолутно најлошиот. За прв пат Европска Унија јасно кажува дека во држава се спроведува авторитарен режим. За прв пат, без никаква обланда, Европска Унија укажува на сериозното зголемување на висока корупција во владата и во незините високи органи. За прв пат, јасно ни се укажува на селективната правда, на нарачаните обвиненија и пресуди. Јасно ни се укажува од Европската Унија дека има сериозни сомнежи како се води процесот за трагедијата
во Кочани. И ова за нас е поразително. Ова е полош извештај, дури и од оној кога Европската Унија не оцени како хибриден режим во заробената држава во времето на Никола Груевски. Внимавајте, за само една година власт на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и нивниот привезок знам се колаборационисти. Со години лажат и шират хистерија дека тие ќе се бореле со бугарите. А впрочем, тие се тоа. Нема кој нема бугарски пасош од нив. И не е проблем да имаш бугарски пасош од било која причина. Економска, социјална или лична. Но лицемерно е да се правиш патриот и дека ќе се бориш против бугарскиот диктат, а да имаш фирми, бизниси, државјанства и други интереси. За нив може Европска Унија, а за другите не може. Максим Димитриевски конечно се потврди зашто е влезен во коалиција со Мицкоски и која беше неговата цел. Не била само поделбата на СДСМ. Негова цел била да се спаси од правен прогон. Скандалозно е и преседан е во судството на само еден ден од носење на пресуда, обвинението против него да се повлекува. И ова е јасен знак дека тој е политички заштитен од Христијан Мицкоски и дека е сега негов вечен должник. Јасно е зашто тројанскиот конј Димитриевски беше задолжен да го дели СДСМ. Сега повеќе никој не му верува. Почитувани присутни, ВМРО ДПМН се одлепи од реалноста, се заслепи од победата и тргнаа по бизнеси. Трупаат пари за собствени трошоци, се го штеваат, манго, папаја, трошат 1 милион евра за пиар и за анкети, кои ги нарачуваат и на кои ќе се прикажат како успешни. Се одлепија од граѓаните и реалноста, работат за себе и за своите интереси, додека граѓаните живеат се потешко. Според сите релевантни статистики, куповната моќ на граѓаните е опадната за 20%. Што значи ова? Тоа значи дека за 20% помалку граѓаните денеска може да купат во маркет, отколку што тоа беше пред ВМРО ДПМН да дојде на власт. И затоа, СДСМ во изминатата година работи цврсто на своите социјалдемократски политики и на идеологијата на партијата. Тие се осликуваат во сите политички одлуки и закони кои ние ги предлагаме. Така ќе продолжиме, затоа што никогаш повеќе од денес не му била потребна поддршката на народот. Имаме власт која намерно го осиромашува, која свесно носи политики за слабење на граѓаните и ние како СДСМ мора да ги заштитиме. Нашата програма на локалните избори ќе го отсликува нашето социјалдемократско делување. Ќе понудиме луѓе и концепти кои вистински се грижат за граѓаните и нивниот квалитет на живот и на локално ниво, но и соодветно финансиски ќе ги поддржат. Почитувани граѓани, почитувани присутни. За една година ВМРО ДПМН ја заглави државата на меѓународен план. Од држава со јасна иднина напред станавме држава заложник на туги интереси, кој што ја раководат ова власт преку финансиско заложништво. Мицкоски е скапо платен спроведувач на политики на држави кои не им мислат добро на Македонија, туку ја гледаат само како поле за своите геостратешки интереси. Долговите од 7 милиарди евра ќе бидат камен околу вратот за секој млад човек и за развојот на државата во следните 10 години. Ова е вистинско предавство на националните интереси, вистинско предавство на државата. ВМРО ДПМН за една година не реализираше буквално ниту еден проект. 0 проекти. Одвој успеваа да ги завршат проектите што ние ги оставивме. И што ги прават сега, откога отворија се? Дали планираат, како на почетокот, да отворат веќе отворени фабрики?
демонстрираат огромна неспособност. Огромна. А тоа го потврдуваат и последните бројки. Според податоците на Народната банка, во однос на последниот квартал од 2024 година, странските инвестиции се намалени за 261 милион евра, од 397 на 135. За 2/3 се намалени. Дури и на ова поле, на кои што се фалат, дека нешто ќе направат, тие потврлуваат. Последниот пораз најмногу боли. Очигледно е дека македонскиот јазик ќе биде тргнат од извештајот на Европската Унија. Заради тесно политичките интереси, Мицкоски ја отвори дебатата за македонскиот јазик во Европскиот парламент, прашање кое што беше затворено, а јазикот дефиниран како единствен македонски јазик, единствен македонски народ. Мицкоски сега не може да го впери в прстот кон никого за овој пораз кој Македонија го доживеа во Брисел. Токму тој и неговиот пријател Андреј Ковачев, со кого заеднички работат на блокирање на нашата европска иднина, се виновни за оваа состојба. СДСМ ја извојува победата во Брисел со подпишувањето на договорот за Фронтекс за чист, единствен, признаен македонски јазик без никакви придавки, звездички или фузноти. И тоа беше јасна победа за Македонија и граѓаните, која Мицкоски никогаш не ја призна, додека беше во опозиција. Тој беше разочаран поради тоа. Молчеше и не се радуваше, а сега е јасно зошто така било. Во услови кога нема со ништо да се пофали за една година власт, тој реши победата да ја претвори во пораз поради неговите лични интереси и заради потреба за политичка кампања. За жал, со ваквото врховистичко однесување на премиерот, помогнат од Андреј Ковачев и пратениците од сестринските негови партии во Европскиот парламент, сега повторно ни го спорат и јазикот и идентитетот. Мицкоски ја турка Македонија во амбисот на криминалот, корупцијата, самоволието, киднапирајќи ја европската иднина на Македонија. ВМРО-ДПМН и нивниот привезок знам ќе направат се Македонија да не стане членка на Европската Унија. Затоа што се плашат од надворешна контрола. Се плашат од европска контрола на трошењето на парите, се плашат од европски обвинители. Другарки и другари. Македонија е тргната на лош пат. Македонија во исто време нема повеќе време за чекање. Македонија од ден во ден е во се потешка ситуација. Тргнати сме на удолница. И затоа ние сме тие кои мораме да ја пренасочиме и да ја вратиме државата на вистинскиот пат, потешкиот пат, нагоре. Пат на честност, посветеност и упорност. И тоа е тешко, но тоа е исправно и тоа е праведно. Затоа што само со борба се стигнува до правда, просперитет и иднина за сите. Нашата борба е за еднаквост на сите народи во Македонија. Нашата борба е за европска Македонија. Да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да живее Крушево, да живее Македонија.